Јецко, почињаме. Јецо, абе, заврши Мовембер. Шо е работа? Шо е работа? Шо ти смета? Па Мовембер денес ми почиња мене и? Абе, не за и дај шминка. Дај избричете брковите на девојчево. Ти ми кажеш. Види ја. Абе, Абе, шпица треба да пуштиме, човече, касниме. Режија? Да интервенира нешто, човече, неќе да ги бричи брковите. Лека ноќ на сите оние кои не гледаат, затоа што ако не гледате, сигурно ви е добра вечерта или сте ни родини кои после емисија ќе ни се јава да не фалат. Лека ноќ и од мене, ова се вчерашни новости, тие кои се секогаш чекорзаците. Ако имате слаба меморија и не знаете каде сте, вие сте на Канал 5, часот е 19:30, денот е недела и е редовниот термин за да дознаете последни. Не се Јелена, јас сум Александар, еве што ќе гледате. Останете со вам. Вчерашни во акција. Како чистиот воздух влијае на граѓаните. Да задосневме 2 минути ќе ни отидеше пациентот. Димче, држи. Дознаваме дали на вистина сме прислушувани. Вчерашни на терен. Каква е зимата во една наша градинка? Епа, слушате? Епа, нема пари у буџет. Најновиот каталог на Електрометал е тука. Одлична понуда и намалени цени. Посетете не во нашите маркети каде можете да пронајдете се на едно место. Најголем избор на производи за вашиот дом, мебел, санитарија, расвета, грејење, подни облоги, домашен и професионален алат, бои, лакови, цвеќе, бела техника. Електрометал, центар за вашиот дом. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Viz Discount клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Иницијативата Македонија блокира секој ден зазема се поголем и се поголем замав. Блокадите на улиците не се доволни, па така на движењето му се приклучија уште многу други општествени субјекти. Ние го поддржуваме ова движење и сме професионалци во блокирање. Ке блокираме сметки на физички и правни лица за заостана долг од 1945 наваму по сите основи. Ветуваме, се ќе биде блокирано. Стои седи во соопштението на комората на извршители. А сега е време за вице-премиерот или што и да е Кочо Ангјушев да ни каже збор 2 за лебот и зошто не треба да се секирате за поскапувањето. Како што изјави на пресконференција вице-премиерот или што и да е Кочо Ангјушев, граѓаните не треба да се секираат за поскапениот леб затоа што е поскап само најефтиниот леб, а другите лебови останале на иста цена. Како што вели тој, оваа била сушна година, па поскапувањето на лебот за 3 денари, најсиромашните ќе можат да го компензираат со субвенциите кои ги дава државата за електрични автомобили. На здравје! Кој и зошто ги прислушувал судиите и јавните обвинители неколку години? Дали сме константно прислушкувани? И дали има потреба од параноја? Ланчо е во јавното обвинителство. Ланчо, дали се слушаме? Студио се наоѓаме во јавното обвинителство кое што ќе ни објасни нешто повеќе околу прислушкувањето. Господине, дали се може да го исклучите радиото кога молам? Па не можеме да се слушнеме.
Повелете. Какви индиции имате за сега? Кој го прислушкувал? Ја не би избрзувал со информации, истрагата е во тек. Нека си работат луѓето. Они се професионални кадри, си ја знаат работата и ќе ја завршат професионално. Мислите дека и вас ве Знаете како викаат? Ако не те прислушкуваат, значи за те бива. А и ако те прислушкуваат, сигурно е оправдано. Добро, гаси. Што за чипски јадам? Сите засегнати институции ќе го дадат својот максимум за да се обелодени овој деликатен случај на незаконско прислушкување. Значи, ја требаше по мейл да му ги пратам прашањата. Шо? Требаше, да. Многу добар избор на песни. Само малце да мешаш стилови, а? Кој знае кој слуша? Мора да шарна малце. Ке слуша? Студио. Министерството за здравство преку првиот човек Венко Филипче најави дека ќе додели 47.000 маски. Зашто не заокружили на 50.000? Јецо поима немам. Ајде читаме и да бегаме. Од Министерството за здравство велат дека најбарани се маските од Мики Маус и од Спајдермен, а помалку ни од Дедпул, додека тие од Бетмен фаќаат прашина. Запрашани како ова ќе му помогне за загадувањето, ти одговараат дека нема. Но барем ќе е интересно за низ град. Покрај ова тие направија конкурс и за групна и поединечна маска. А победниците ќе добијат 3-месечно бесплатно лекување на клиниката за белодробни заболувања. Та-на-на-на. Чао, чао. Чао! Уи! Викни брза помош! Рекоа граѓаните. 57 предишани и 2 во критична состојба. Бран на чист воздух ги погоди здравите граѓани, кои во прекумерни дози бара брза помош. Сега одиме со нашата мобилна екипа која во наредниве неколку недели ќе патува со едно возило на брзата помош. Брза докторот, впрочем, заради тоа ги викаат брза помош. Димче, држи се, Димче. Значи, добро стигнавме на време. Да задосневме 2 минути ќе ни отидеше пациентот. Димче, држи. Држи, Димче. Ќе ве молам на гледачите да им објасниме што му се случува на човекот. Што му се случува? Акутен шок поради преголемо количество на чист воздух. Немој бре, Димче, бре, молам. Диоксид и потоа ќе ставиме инфузија со PM честички. Господје, дајте нешто гума, пластика што имате. Еве сандалава да ја палиме, може? Може. Абе, затвори вратата, таму влегува чист воздух, ќе ни отиде пациентот. Димче, држи се, Димче. Димче, ајде, Димче. Ди се смири, Димче. Фала Богу. Кажете ми, каква превенција има од чистиот воздух со оглед на тоа дека не сме навикнати баш на ова чудо? Видете, Светската здравствена организација во вакви случаеви предлага дома да се запали гума, пластика или доколку се нема гума и пластика да се иде во гаража и да се запали автомобилот и да се седи внатре. И конечно ќе си поразговараме со Димче. Димче, што се случи? Како и секој ден нормален, излагам ја на тераса и одеднаш како зема воздух, мрак, темница ми падна, вајда сум паднал, жената вика ми се слушал. И следно што памтам, докторот како ми чури со цигарата уста, среќа. Господ здравје му дај ме спаси, ако продолжи вака не знам што ќе се прави. Кажи ми, како оди опоравување? Како оди, ако... Еве, овие идат на рецепта, нови се,
баџанакот од Битола ми ги носи од рек Битола. Ако продолжи вака, и ми се врати гласот, фала ти докторе, стварно ова немогуче. И глас да ти се врати све. Ако продолжи да дува ветер вака, ништо не направив. Само со овие лекарства. Иначе не бива. Со лесно нека е. Фала ти. Фала и на вас. До некоја наредна прилика со нашата се уште не приватизирана брза помош, им посакуваме брзо опоравување на оние предишаните. А вие другите внимавајте кога излегувате надвор. PM10 честички нема ни за лек. А видиш, ова концентрат е. Да, Јамал? Ти благодариме, Јелисалфета. Доста корисни совети за нашите граѓани. А ние продолжуваме со вчерашни. Ова ни е сесија број 132 и како сме денес? Има ли некој напредок? Не може вака да... Штош? Работат, не ти е пазарова. Само минатата година Општина Охрид потрошила 18.000 евра во кафана, или да сме покултурни по ресторани, или ако сме неписмени по ресторанти. Дневно се трошеле по 50 евра во кафана без певаljка, а најголемата сметка била 600 евра. Од општината реагираат. Се зезаме, не реагираат. А ние продолжуваме со вчерашни. Александар? Каква е состојбата во медиумите? Како власта и Министерството за информатичко општество ја регулираат медиумската сфера? Кои се новите законски решенија? Повеќе од прилогот на Ланчо. Се наоѓаме тука заедно со министерот за информатичко општество кој што ќе ни одговори на прашањата кои што ни интригираат. Кажете ми, значи, доста е познато дека вие сте долго време министер и дека како се справувате со сите проблеми кои што ги? Много не се справуваме со сите проблеми, да ви кажам, со оглед на сега јавната администрација која што доста е реформирана, последните 6 месеци, многу не олесно за многу работи имаме. Да. Значи има сега тука милион ствари, што би видете, ја не сум да размислувам, дали ќе размислувам, јас сум тука само на кафион, ќе се кажа Ти благодарам. Ете, драги гледачи, како што може да забележите, комуникацијата помеѓу министерствата и медиумите се повеќе од одлични, се разбра. Може да сватите што се планира министерството, нели во својот план има за да го реализира како идеја, така да може да продолжиме со наредниот прилог. Невообичаена гледка во Мариово би била густ сообраќаен метеж, а невообичаена гледка во Скопје би била крава на Партизанска. Сепак, додека го чекаме првото, се случи второто. Како што велат извори блиски до кравата, таа всушност била тргната кон плоштадот Македонија да ужива во прекрасната архитектура, но бидејќи прв пат доаѓала во главниот град, се загубила и завршила на Партизанска. На која крава и се нема случајно ова, прва нека фрли камен. Сепак приказната има среќен крај, па после прошетката кравата е вратена на фармата, каде што ќе нема среќен крај кога ќе заврши како полупроизвод за паштети, салами и колбаси. Ама барем прошета виде свет. Дури 11,2% од брачните двојки што решиле да се разделат, го прават тоа во декември. А постериори, брачните советувалишта имаат полни раце работа. Вчерашни беше во посета на еден брачен советник априори. Само да ви информисам дека заради контрола на квалитет овој разговор ќе биде снимен. Јас немам проблем. Зубаво општество и слично, нели? Се се снима сега, така да нема проблем. Ова ни е сесија број 132 и како сме денес? Има ли некој напредок, мислам, во домашни услови? Семејно насилство и општествено насилство. 27 години сме заедно, ма тепа, расипи куќа она, расипи куќа. Значи, огромни разлики има меѓу нив, они не живеат веќе заедно, има непомирливи разлики, али еве, од Европа ни платија 150 сесии као да ги смириме. Воли е тело да се помириш. Лепотано тој. Тој реши да си го смени презимето. Сега ради него и ја треба да го менам. Добре, ја не знам они како живееле заедно. Толку се различни диаметрално, да не речам трансферзално. Добро, да одиме по ред. Дали имате нешто заедничко, заеднички имот? Шо имаме? Една гарсонјера, едничка е делена, сега треба па да делеме. Шо ќе остане од тоа? Шо ќе остане?
Дел од имотот ни е замрзнат, он не ни може да се дели. Имаме и офшор до душа, ама тоа нема врска сега. Добро мислам, мислам не е добро, али да видиме што може да се учини. Мора да ги помириме, пошто деца страдаат. Мене ме интересира како ваши деца реагираат на ова што вас ви се случува. Како да влијае? Децата избега, однесе, она дома направи едно ужасно општество и слично, нели? И децата зема избега од држава. Гледам паради тебе се утепа од враќање. Јас сакав и трето дете, ама овој не иќе. Дека бе трето дете? Ние тие што ги имаме не може да ги задржиме трето дете. Добро. Јас све саслушав вас, сега вие мене да ме саслушате. Пази сега докторски каков клизачки им улетам. Развод. Значи за вас е само развод. Па јас не знам, бре, ова ние 150 уште сесии да имаме, само се вртиме у круг, бре. Ма што сака, нека биде и деца, нека идат у матрину и све. Вие не сте за заедничко живење. Ве молам, вашето време истече, ве молам убав ден. Молам ви се, чеки за децата. Немојте, докторе, ве молам, ако треба и во станот ке се вратам, немојте. Еве, јас и рака ќе дадат, двете раци ќе ги дадат. За децата. Само немој да ме тепаш. Децата заедно ќе ги тепаме, тебе нема. Ќе ги тепаме децата. За убаво општество мора да јадат ќотек и децата. И слично, нели? Се извинувам, да не знаеш ти каде е Тетекс? Па ја ќе ти кажам, јас знам. Значи, они имаат киоск одма тука кај Holiday Inn, имаат низ турска чаршија, две продавници, изванредни кебапчиња и хамбургери, све. Имаат наградна игра. На 25 децембар има излекување на 3 iPhone-а, одлична можност. Важно е да се сакаат родителите, а децата ќе се снајдат или вице верса или само вице. Кога сме кај вице, слушај еден виц. Си биле Джеймс Бонд и вицето Заев. И се запознават и Бонд му вика My name is Bond, James Bond. А на тоа му вика вицето. Добар рече. Режи, ако може да пуштите еден джингл да се соземам. На повидок е еден нов фестивал за кој јавноста е живо заинтересирана. Да видиме за што станува збор. О, не! Осомничените пеат е името на новиот фестивал, кој ќе се одржува во скопските судови, каде што осомничените од разни случаи на СЈО и ОЈО ќе се надпреваруваат во тоа кој најмногу ќе отпее. Прв на овој фестивал настапи припадникот на УБК, Нинџа, и ги доби симпатиите на публиката, пошто тој за вчерашни изјави: Веќе сум во контакт со продуценти да снимам албум и на пролет да има турнеја низ поголемите градови во Македонија, а ме контактираа и некои луѓе од Србија. Се случува се пребрзо, па за сега не можам да кажам што тачно ќе биде. Ова е само уште еден доказ дека ако младите ги следат своите соништа, можат да успеат. Му посакуваме многу среќа со албумот и светската турнеја. Среќна вест! Минатата недела на Скопскиот аеродром слета и 2 милионитиот патник. Што значи ова за Македонија, нема да видиме во никаков прилог. Дали родителите треба да ги носат децата во градинки во кои што нема грејење? Долги години сите со нетрпение очекуваме реформи во администрацијата. Па додека очекуваме да го вклучиме Ланчо, кој исто така очекува да се остварат нашите очекувања. Ланчо, дали се слушаме? Се те слушам, Јецо, ово ше необрано. Не работат луѓето, што ти е на тебе? Извини, се занесов, ме понесе Јецо. Да, студио, се извинувам, ќе мораме малце потивко, тука сме со шефот на оделението Ѓоко, кој што треба да ни каже нешто за реформите во администрацијата. Здраво, Ѓоко. Здраво, бе, што да ти кажам за реформите? Мора да има реформи во администрација. Или да ни се покачат платите, или да ни се дае К15, или па секој ден идам на работа, бе. Дај некој бонус за редовно идење на работа. Ама чекате се, значи вака, цело време ми спинувате кога ќе ве поставам едно прашање, кога се зборува за реформи. Не може вака да... Штош? Работа не ти е пазарова. Добро, извини. Ги деконцентрираш, тебе сега некоја ти збори. Добро, бе, Потив. Па треба да ми Нема врска. Кога се збори за реформи, повеќе се мисли на зголемување на функционалноста на администрацијата и намалување на бројката на вработени, или имате некој друг план? Кај го има тоа? Што збориш ти, бе?
помалку луѓе поише работат. Па тоа нигде го нема, кај го има тоа? Па во приватен сектор. Па, за приватен сектор, ја не знам, немам појма за приватен сектор. Јас што можам да кажам дека овде се работи, на ова биро, на тоа биро таму и на ова се работи. Гледам. И нема муабет, ние работиме како тим. Овде сме едно, Dream Team е ова, како на времето NBA. Dream Team, тим од соништата, тим снова, спектакли, ама сите тука сме и работиме. Не се заебаваме, ме разбираш? Дечки, јас се извинувам што ве прекинувам, а од преска ве прислушкувам и ништо не се слуша. Дај малце погласно. Ти нормален ли си бе? Кај тука Спија други. Абе, кај тука прислушкуваш и ти прислушкуве по други институции. Курачка, Ич почи да се нема, ој. Уја па прислушкуве. Извини, молим те, ќе морам да го прекинам интервјуто затоа што веќе е завлезено. Не, нема потреба, нема потреба. Подразбира поддршка. Морам да ги поддржам моите колеги. Ето така. Не, ништо, уживајте. Чао. Драгица зема 24.000 денари плата. Драгица јаде за 17.000 денари. Дали Драгица јаде премногу? Дали Драгица можеби е зависник од храна? Јелена? Токму така, Александар. Драгица е една обична стрвна жена, ненаситна да ја потроши цела плата само на храна и одвај да остави да плати и по некоја сметка. Имено, според анализите на Заводот за статистика, една просечна плата ви стига само за храна и за сметки. Или со економски термини кажано, платата која што ви стига само за храна и сметки е доволна само за да ве одржува во живот, за да може да ги платите тие сметки. За нешто повеќе во некој друг живот или во некоја друга држава. Многумина родители повикуваат на бојкот на наставата поради загадениот воздух. Овој повик на виделина донесе една дамнешна мистерија. Имено по ова се огласи и екс-градоначалникот на Шуто Оризари Елвис Бајрам, кој во историјата влезе како единствен градоначалник со основно образование. Тој го поддржа бојкотот на наставата и објасни дека тој тајно ја бојкотира наставата заради загадениот воздух, откако завршил основно образование и станал свесен за штетноста на воздухот. Како што вели Бајрам, да живел во некоја еколошки подобра средина, како Швајцарија или Немачка, досега ќе бил магистер или доктор на науки. Но вака, борбата против загадениот воздух го оставила без образование. Зима. Единственото годишно време кога нема пари за грејење на градинките низ Македонија. Во некои вакви установи парното е исклучено, родителите логично револтирани. Затоа ние во една таква поларна градинка испративме дебело облечен репортер. Да погледнеме. Една од клучните предпоставки во едно нормално општествено функционирање е кога родителите одат на работа да си ги однесат децата во градинка. Сега, дали родителите треба да ги носат децата во градинки во кои што нема грејење, тоа е друго прашање. Ќе поразговарам со овој овде во оваа градинка. Како без грејење? Васко, не си играјте со пингвинот. Епак, како се? Ја можам да лажам сега дека е као некоја финска програма, дека нешто као демек им јачаме имунитет, али не е така. Добро, зошто нема грејење? Зошто нема пари у буџет. Потрошени се парите, некој работел не домакински сработел, не сум ја да се разбереме. Али само за гледачите да нема недоразбирање. Пари за прослава за Нова година има. Значи прослава со колегите тука, мислам традиционалност, тоа си е традиција си мора да има. Убаво да си пројдете. Кажете ми, не ви е жал за деца? Како бе, да не ми е жал. Жал ми е, децава што смрзнуваат. За родителиве нивни ми е жал. На мајка ми колку е жал, јас што мора овдека да идам. Али највише ми е жал за васпитачка, од вторник е оваква. Не е страшно, се овака барем и ќе поседам малце, ама и деца се, сонца се, ме трча малце, таман за кондиција, за циркулација. Многу сакам да работам со нив, одлични се. Побаравме дополнителни пари од Министерство што е за мазут и очекуваме секој момент да... Васко, што е ова галама? Најдам фен! Супер бе, дај го вамо, 2 недели го бараме по неја.
Иако сум многу мал, носам джемпер, волнен шал, ракавички топли, ете, то бабичка ми ги сплете. Скокам, пеам на цел глас, не се плашам од студ мраз, не се плашам. Значи, кога електромоторот го загрева воздухот, излегува надвор од отворот и на тој начин ве топли. Така работи фенот, деца. Од северните делови на поларните градинки, каде што се надеваме дека на дечињата освен нозете, нема да им замрзнат и душите. Вашата или салфета крстич поп Мајбах. А сега следуваат реклами. Не се фаќајте за далечинскиот управувач да го смените каналот, бидејќи по нив ќе гледате нешто неверојатно. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Големата електрометал наградна игра Пазари и вози Kia Stonic се ближи кон својот крај. Доколку вашата сметка е над 1000 денари и тоа само во електрометал салоните во Карпош или Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Електрометал, Центар за вашиот дом. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Avalon продукција ве кани на 4-часовно спектакуларно затворање на 2018-та со Фанк Шуи, Владко Стефановски трио и хедлайнерот на вечерта Джибони. 23 декември, 20 часот, VIP Арена. Најголемата регионална звезда Джибони, најголемиот гитарист на Балканот Владко Стефановски и фуриозните Фанк Шуи на All You Need Is Love 2018 за најубав можен завршеток на годината. Avalon Production. Минатата недела во владините простории се одржаа неколку пресконференции на различни теми, и идеи, и концепти и други парадигми. На една таква пресконференција присуствуваше и нашата Маја. Да погледнеме како помина. Ајде, Миле. Ајде, колеги. Браво, Миле. Да, дојдоа колегите од преска, дојдов. И ти гледам пак истото. Кај шо па не ојде да го однесиш да дупиш дупка. Не покажи со прст, срамота е, значи не научи и не научи. Миле. Миле. Има место. Миле, бе. Абе, ти така бе луѓето во последен ред ги напика онаму, овој првиот за кого е? Миле. Миле, не преси на тоа што Миле, знам дека ме слушаш. Абе, Миле. И шо ти е денеска тебе? Што туку ме викаш? А види го. Аха. Добро, Миле, видов за кого е. Прв ред, во ред. Миле, свети е простено, одидов. И стајте ме од скечов, аман, што ме донесовте овде. И тука некаде е крајот на почетокот на овонеделните вчерашни. Следете не и наредната недела на Канал 5 во 19:30 или на Facebook или на YouTube или елате си на њањања.fn.mk. Александра, кој ќе ни каже какво ќе биде времето? Еве, јас ќе ја кажам временската прогноза. Одлично, ама ти не. Добро утро на сите, освен на тие што во друштво ги кријат мастиките. Добро утро и од мене. Сега сте чекор за ците.